Почитуван митрополит Брегалнички господин Иларион, почитуван митрополит Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, почитуван градоначалник на општина Радовиш, почитуван председателе на Совет на општина Радовиш, почитуван пратеник на Републичкото собрание, почитувани браќа и сестри. Добре дојдовте на Духовната академија посветена на заштитникот на нашиот град и постојаниот молитвеник пред Бога, светиот новомаченик Спасо Радовишки. Најнапред му се заблагодаруваме на митрополитот Брегалнички господин Иларион, кој сите овие години се труди да не се заборави споменот на светителот за достојно да биде обележен неговиот светол празник. И благодариме на општината Радовиш, Сдруженијето Свети Спасо Радовишки и сите добронамерници кои се потрудија оваа манифестација да ја издигнат достојна за почит. Светиот Спасо е единствениот канонизиран светител кој е роден во нашиот град, па затоа токму неговата слава ни причинува голема духовна радост. Тој со својот маченички подвиг ни причинува голема духовна радост. Свети Спасо Радовишки се принесе како словесна жртва на животворната Тројца и стана слава на црквата и народот православен, а се покажа како топол посредник на подвижниците. Па затоа светителу, заедно со пречистата Богомајка, моли се пред милостивиот Бог да ја запази во мир црквата и татковината и да ги спаси нашите души, дарувајќи ни голема милост. А сека, Ваше високо преосвештенство, господин Иларион, ве замолувам да се обратите до присутните. Ваше високо преосвештенство, митрополит Тетовско-Гостиварски, почитуван градоначалник, почитуван председател на Советот, пратеникот на Собранието на Република Македонија, почитуван председател на Сдруженијето на Свети Спасо Радовишки, драги отци, свештенослужители на нашата Света Македонска православна црква, но исто така и почитувани отци и гости од соседната наша православна црква, од Бугарската православна црква и патријаршија. Драги браќи и сестри, денеска е голем празник за градот Радовиш, за Брегалничката епархија, за нашата света црква и за Светата Селенска и Апостолска црква. Денеска го славиме овој великомаченик, Светиот Спасо Радовишки, токму во неговиот град, каде што се роди, каде што беше воспитан од неговите родители во единствената вистинска Христова вера и кој што како млад човек, не штедејќи ја својата младост, го посвети својот живот на Христа, односно доброволно пострада маченички за Христа, исповедувајќи ја верата и сведочајќи за својата прадедовска вера. Денеска користам прилика во овој торжествен и велелепен храм, посветен на животворната и живоначалната Троица, Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух, кој што го изгради нашиот ктитор, господинот Ристо Гуштеров, да му се заблагодарам што еве ни направи прекрасно катче, молитвен дом, каде што еве сите заедно ќе славиме, ќе прославуваме и ќе торжествуваме. Но не само тука е и нашиот втор ктитор, господинот Николајчо, кој што ни направи исто така прекрасен манастир посветен на светиот победоносец Ѓорги во Раовица, каде што и утре и таму ќе поминеме дел од прославата. Користам прилика на сите вас кои што заедно се боревме пред 7 години овој празник да се изнесе за прослава, да го прославуваме и торжествуваме, иако тогаш имавме непријатности, сопки, негодувања, озборувања, прогонувања, но тогаш помогнавте, а Господ и Свети Спасо знае кои беа за, а кои беа против, да го славиме и прославуваме овој празник. Денешниот градоначалник
денешниот председател на Советот, советниците и сите боголюбиви христолюбиви луѓе дадоа подршка и тогашниот председател на Советот да го славиме и прославуваме светителот кој што се роди во овој древен православен град. За Свети Спас Радовишки знаеме дека отиде во Солун да учи занает за оружје и кога беше здогледан од турците, побараа да биде потурчен, да го прими исламот, му понудија секакви земјски задоволства и слава и богатство, но овој не сакаше ништо да прими од рулежното, а се присоедини кон вечното, кон небесниот цар и Создател Господ Исус Христос. По сите тие клевети, убедувања, светителот доброволно пострада во 1794 година, каде што силно ја исповеда верата своја. Неговиот подвиг е пример за нашиот живот во Христа. Неговото исповедување е денеска слава на Бога и поука за сите нас како да го славиме воскреснатиот Бог, како да ја чуваме светата православна вера и како да се пазиме од сите зли сили кои напаѓат да го уништат светото православие и човечкиот род кој што е образ Божи. Денеска на ова торжество, на ова прослава, исто така ги користиме и прекрасните фотографии кои што ни ги дадоа од Руската амбасада за Великата Словенска православна црква, Руската православна црква, која годинава прославува 425 години од создавање на својата патриаршија. Денеска тука меѓу нас се и ликовите на Светата Велика Словенска Руска црква на фотографиите. Денеска ние сме похрабри и посилни со ова голема православна земја, бидејќи сите ние имаме една цел, да го исповедаме Христа воскреснатиот, да го чуваме словото на сесловенските учители и просветители, да ја чуваме верата православна, да повикуваме луѓе на спасение, да бидеме апостоли и благовесници на Словото Божјо. Исто така, ова година е посебно радосно што еве веќе земат учество локалниот хор Свети Спас Радовишки, хорот од Скопје кој што пее во архиепископската резиденција Храмусини, а исто така посебна радост е што дојдоа браќата на Светиот Роман Сладкопевец, Свети Роман Кукузел од православна Бугарија, Патриаршискиот хор од Софија, кој што исто така заедно со нас ќе ја збогати ова радост, ова торжество, ќе ни испее на источен мелос, каде што ќе ни ги стоплат и душите и срцата, каде што сите заедно ќе покажеме дека сме деца на единиот Бог, бидејќи тој ни заповеда: љубете се и сакајте се, и по тоа ќе ве познаат дека сте мои ученици. Тоа го правиме од послушност кон нашиот Бог, од љубов и почит за сета негова доброволна жртва искупителна што ја направи за сите нас. Тоа го правиме затоа што Бог е љубов и ни даде љубов да можеме со љубов да победуваме се, да се победуваме себе и да го освојуваме Царството Небесно. Ова прослава на овој светител ќе остане запамтена, ќе остане прославувана и славена и од генерациите што идат по нас, а преку ова прослава му благодариме на Бога што токму од овој град го избра овој светител, што и во овој град посади светилник кој што ќе свети на сите во душите и срцата и кој што ќе биде опомена на сите нас како да ја чуваме верата, како да исповедаме верата Христова. Ако размислиме подлабоко, ќе видиме како овој млад човек на 20 години се предаде себе си на доброволна жртва, односно се предаде на мачеништво, за да сите нас и не укори и не охрабри како треба да живееме. Зарем денеска, кога имаме слобода, кога имаме своја црква, зарем денеска, кога можеме да го славиме Бога,
да направиме предобство и да се откажеме од Христа. Не е доволно само да речеме дека сме Христови, дека го почитуваме Свети Спасо и го славиме. Туку треба Евангелието да го исполниме на дело, да се огледаме на светителите, мъчениците и споведниците, а исто така да ни биде овој светител пример како да ја чуваме светата вера и како, ако треба и мъченички да пострадаме, но ништо да не изневериме и предадеме од догмите, апостолското учење, евангелското и светотечкото, кое што ни дава живот и надеж и вечност. Нека е честит празникот и за многу години. Како и кај нас, така и во Република Бугарија, епископите, монасите и свештенството настојуваат на црковните певници да се врати пеењето, чии ноти ги запишале славните светители Јован Кукузел, Роман Сладкопевец, но и други кои длабоко се втурнале во духовното подвижништво на православната вера. Вечерва од тие мелодии ќе ни испеат псалтите
од Република Бугарија и хорот Хармосини од Скопје. Ги замолувам почитуваните псалти да настапат на бината.
Житейство.
pokazali učenikom Tvojim slavu Tvoju, jakože možako, da vosijajeti nam grešnim, sve Tvoj prisno sušnim, molitvami Bogorodici, sve to davče slava Tebe.
Твои, славу Твою, Христе, Боже, видеша, да Тя узрят распинаема, страдание у Богу разумеют ворное, мирови же проповедят, яко Ти еси воистину, Отче свят, я не
i orabe svojih omolicja. Alleluja. Idoli jazik srebro i zlato, devaruk человеческих. Alleluja. Ustajemo, dine возглаголим.
А сега, кога дојдовме до крајот на оваа духовна академија, најнапред да му благодариме на Бога за се. Го молиме нашиот закрилник пред Бога, новомаченикот Спасо, да се моли пред престолот на Бога за православниот народ секогаш да оди по благословениот пат кој води кон вечен живот. Му благодариме на неговото високо преосвештенство, митрополитот Брегалнички Иларион, кој е главен иницијатор на сите овие богоугодни збиднувања. Исто така изразуваме голема благодарност на градоначалникот на општина Радовиш и Сдруженијето Свети Спасо Радовишки, кој премногу вложија од своите сили достоинствено да се организира овој настан. Се надеваме дека следната година ќе биде уште побогата, а ние се побројни. Имајте пријатна вечер.